а тој мора да се определи и да биде професионалец во делот на оно што го работи. Значи одрекување од се. Секој ден тренинги, тоа по 2 пати до 3 пати, по 5 часата тренинзи, контрола на килограмите, следење на противниците како дојде времето, и тоа треба да се посебно да се вреднува и да се почитува од државата. И од сите оние фактори кои што влијаат во националните спортски федерации, од клубовите, од спонзорите, па и семејството, родителите кои што се први оние кои што даваат подкрепа на спортистите, кои што потоа еден мал дел, само мал дел од нив успева да дојдат до... Тоа е голем процес и многу луѓе се вклучени. Точно така, да не забораваме фамилијата која буквално се вложува и се вклучува во целиот процес и живее со развојот или со победите и со поразите на некој борач. Значи, Стилјан Илиев од Бугарија беше победник во категорија 65 килограми, кој што во финалето го победи Мухамед Феруки, го видовме и тоа прогласување. Одиме сега на 74 килограми, Серкан Сакиров Македонија против Станислав Свинбуев од Свинобуев од Русија, кој што реално е фаворит. Свинобуев има една победа и тоа со прекин против Лила од Албанија, а Лила пак успеа да слави против Сакиров 4-0, практично ова трето коло, со тоа што македонскиот надпреварувач е во црвениот агол и ајде да видиме колку реално може да се спротистави на овој извореден руски надпреварувач, кој, само да напоменеме, меѓу другото, мора да се каже дека Могамет Ибрагимов е еден од најзаслужните и најзаслужниот што руската репрезентација со дел од своји спортисти е присутна на овој македонски бисер. Точно така, покрај тоа што го даде како борач и го направи најголемиот резултат во овие последни години, но меѓутоа исто така помага во однос на таа соработка со Руската федерација, со борачите, со тренерите за поддршка и помош на македонското борење. Сега тука има една ситуација каде што е опоменат нашиот борач, има јавна опомена, беше предупреден и доколку за 30 секунди сега не направи поен, тој ќе изгуби поен. Значи прво беше предупреден на 30 секунди, веќе во следната на крај на минутата доби опомена. Еве сега веќе губи еден поен и во тој случај доколку не освоеше сега поен рускиот борач, тој секако ќе изгубеше еден поен. Значи поетата да се поттикне оној кој што делува попасивно да биде активен за да... Да, има тактички борачи такви подготвени, тој цело време стои. Не реагира, ќе те чека на грешка. И тоа не е атрактивно и не е добро за борењето. Така да Светската борачка федерација најга начин да сето тоа да го мотивира. Значи оние што се подобрите, поквалитетните, за да можат и да победат. Така. Еве уште еден поен. Инаку Шакиров е борач од борачки клуб Балканес, многу млад, квалитетен. Ова година настапи на Европското првенство до 23 години. Имаше така една забележителна победа и добар, меѓутоа ќе треба уште многу да работи. Ова е таа борба на русите на... веќе да. Го чекаше моментот и 4 поени, успе да го одвои противникот од... Влез за нози, значи со... Душеко, да. Одлепување веќе 4 поени. Гледате како работат на раци, како го движат противникот, едноставно не му дава простор да застане. Значи и тука го движи. Цело време и... Еве пак уште еден поен. Да, брзина дојде до силно, да. Значи сите тие повлекување надвор, одстапување од борилиштето се казнуваат со еден поен. Порано тоа не беше пракса, меѓутоа сега веќе се прави така. Еве, гледате пак направи тактика рускиот борач. Шакиров не успева тука да најде начин, бидејќи треба да шуе поентата. Рускиот борач му ја држи раката под неговата рака. Тој мора да го блокира. Тој не треба да дозволи таму да му се постави раката. Едноставно го движи и го бутка на назад. Не прави ништо, се взима поени. Тактички дозволено. Можеби не е популарно, ама е ефикасно. Еве, гледате пак раката под неговата рака. И сега тука го движи и некаде пак сега ќе се приближи, кога ќе дојде некаде на жолтата портокаловата зона, тој го бутка и добива поен. Добро, сега имаме прекин 30 секунди. Добро што дојде до ова. Бобан Данов ќе може да му додели некој совет, ако ништо друго, како да се обиде подолго да трае оваа втора рунда, затоа што реално се работи за разлика во класа.
Но добро е што има руски борачи кои што секогаш се фаворити каде и додат. Добро е што имаме шанса овие млади наши надпреварувачи да имаат контакт, да имаат борби. Еве во оваа фаза од на крајот на годината на некој начин, кога е во прашање боречкиот спорт, па и најголемиот дел други спортови, и за следната да можеби со многу повеќе работа Горан, да остварат подобри резултати. Спортисти сме двајцата колеги. Апсолутно. Да, физкултурци. И поразот е победа. Така. Ако го анализираш и ако сватиш зло што си изгубил, ти можеби во следната фаза ќе победиш. Тоа е да Така извлечеш полука како да бидеш подобар. Тоа е ништо повеќе. Ове напротив, овие си турнири кај што тука и дозволено да се сгреши, да не се сгреши на големите првенства таму каде што си работел цел живот, 10 години, 20 години си вложил на крај за еден поен или за една таква тактика да направиш кикс. Тоа беше поетата да издржи повеќе, да се обиде што поголемо искуство да собере, затоа што сите овие моменти да нападнам, да се бранам, да направам ваков или таков потек. Да. Еве, гледате, истата тактика прави цело време. Тоа е повторно го испрка. Со рацете го собира под неговите раце и го движи и пак поен. И сега веќе 5 поена тој добива врз основа на една акција што мислам дека Шакиров тука мора да најде начин да ја сопри. Но сега веќе крај, беше 9, еве сега успеа со овој зафат да освои уште 2 поена, 11 или прекин во втората рунда, уште еднаш со технички туш во случајов очекувано реално. Станислав Свино-Буев од Русија подобар во овој меч против Серкан Шакиров. Меѓутоа, треба се честити на македонскиот борач кој што се обиде, успеа да дојде до ситуација во одредени моменти можеби да парира, но не покажа Руси до такава слабост. Можеше ли некаде нешто да се изведе, да се направи? Видите, јас некам Шакиров е млад борач перспективен, јас многу верувам во него, многу добро се гради. Меѓутоа мислам дека во стартот влезе, знаете, често пат се случува тој е Русин. Да, тој е Русин. И имаме ние проблем со сите имаат комплекс, да, тоа е Русин. И се крај тука завршува прига. Напротив, и Руси се луѓе како сите нас. Доколку работиме, се надградиме, имаме резултати. Впрочем, тоа го покажале и многу наши спортисти досега. Тие буквално се плашеа од